Утрински стихови од Библијата. 13 октомври. Храброст. Зашто јас не се срамам од Евангелието, бидејќи тоа е Божја сила за спасение на секој кој верува, првин за јудеецот, а и за елинот. Римјаните 1:16. Бог не може да ги употреби луѓето, кои во време на опасност, кога од сите се потребни сила, храброст и влијание, се плашат решително да застанат на страната на доброто. Тој повикува луѓе, кои верно ќе се борат против неправилното, војувајќи против началствата и властите, против световните управители на темнината од овој век, против поднебесните духови на злобата. На таквите луѓе тој ќе им ги изговори зборовите: добро, добар и верен слуго, влези во радоста на својот Господар. Надежта и храброста се суштествени за совршена служба на Бога. Тие се плод на верата. Да се очајува е грешно и неразумно. Бог може и сака уште поизобилно на своите слуги да им подари сила што им е потребна за пробата и искушението. Плановите на непријателите на неговото дело може да изгледаат како добро поставени и цврсто утврдени, но Бог може да ги собори и најсилните од нив. Но тоа тој го прави во свое време и на свој начин, кога ќе види дека верата на неговите слуги е успешно тестирана. Преку верноста кон принципите на умереност, покажана од еврејските момчиња, Бог изборува и на денешната младина. Постои потреба од луѓе кои, како Даниел, смело ќе се заложат за делото на правичноста. Потребни се чисти срца, силни раце, бестрашна храброст, бидејќи војувањето меѓу порокот и доблеста бара непрестајна будност. На секоја душа сатаната и приоѓа со искушение во најразлични примамливи облици, со цел да му се попушти на апетитот. Интелектуалната сила, физичката издржливост и должината на животот зависат од непроменливи закони. Преку послушност на овие закони, човекот може да стои како победник над самиот себе.